Сега се враќаме во студиото исто така со изборна тема, односно со кандидат за градоначалник. Јас сум Кристина Атовска, вие следите утрински брифинг, а со мене во студиото е Душко Весковски, кандидат за градоначалник на општина Карпош, од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Добре дојдовте во студиото. Добро ви најдов, благодарам за поканата. Па, ајде прво да почнеме со она што е и ваше ветување и можеби најголем проблем со обраќајниот хаос. Она на кое што сакам да се осврнам, за да не бидеме повторување на се она што го говорите и во кампањите и во другите медиуми, ме интересира, бидејќи врзани сте со општина Центар, превлиски општини сте, за општина Центар сите кандидати речиси планираат некои поинакви сообраќајни решенија и доколку се случи такво нешто и се затвори, подзатвори центарот за возила, практично тој товар ќе падне на општина Карпош, што е околна општина, како и на сите останати околу центарот. Што ќе се случува во таков случај? Ќе има ли каде да се паркираат возилата? Ќе има ли каде да се движат луѓето? Добар ден уште еднаш, благодарам за поканата. Тој е еден од поголемите проблеми кои што во моментов ги има општина Карпош и соседството со општината Центар. И знаете дека самата улица Рузвелтова ги дели двете општини на една и на друга страна. Апсолутно имаме решение. Впрочем, и сите оние малски средби, урбани средби кои што изминатиот период ги имавме со граѓаните, ни го посочија како еден од најголемите проблеми во општина Карпош. Верувајте дека досега и општината Карпош има правено референдум, но во однос на ова прашање, голем дел од граѓаните, 78% си имаат изјаснено дека сакаат решавање на прашањето во однос на паркирањето. Добар дел од овие згради, овие местни организации кои што гравитираат веднаш кај општина Центар, имаат барање да имаат паркинг места во својата парцела, односно да имаат резидентни паркинг места. Ние ќе се озвеме на нивното барање, верувајте дека веќе во првата година ќе го решиме проблемот со паркирање и во Карпош 1, и во Карпош 2, но и во другите места каде што општината има реален проблем со паркирањето. Што со оние кои доаѓаат во општината, не само жителите и сега им следува карта за станари. Најголемо барање на жителите на Карпош е Карпош на Карпошани. Пред сега се грижиме за луѓето кои што живеат секојдневно во Карпош, кои што гравитираат секојдневно И работат. Центар ако го направи истото, тогаш што е со сите останати жители на Скопје? Треба да не одат во Центар и Карпош? Што е со оние кои работат во Центар и Карпош? Не, јас и сега моментов сум дошол во општина Центар. Значи некако сум дошол тука во емисијата сме разговарали. Затоа и велам дека прво во нашата програма има решавање на проблемот со паркирање со изградба на катна гаража во делот на Рептокарија. 130 нови паркинг места, проект кој што пред 2-3 дена го проектиравме во јавноста, односно го презентиравме пред јавноста. Да знаете дека најголемиот проблем во општина Карпош е направен 2016-2017 година, кога сите дозволи за градба се давани со 30% паркирање во парцела и 70% паркирање надвор од парцела. Затоа денеска после 4 години имаме реален проблем, поголем проблем во однос на паркирањето. Не е проблемот само Карпош 1, проблемот со паркирањето и Лептокарија, проблемот и Порта Влаја, проблеми се и други места кои што гравитираат, особено околу Сити Мол. Ние мора да најдеме решение за овие луѓе, односно за резидентните паркинг места. Секој да си има паркирање во однос на својата парцела. Голем дел од овие паркинзи или области кои ги споменавте, се уште паркингот бесплатен, е нешто што граѓаните на Скопје многу го сакаат и го почитуваат како одлука на општина Карпош. Дали овие паркинзи ќе се наплаќаат кои ги невувате? Не можам веднаш кога ние ќе имаме јавна анкета повторно, доколку граѓаните одлучат дека тие треба се символично се наплаќаат, ние ќе ги наплаќаме за сите посетители. Особено разговарав и со трговските здруженија, особено во Лептокарија делот и во Порта Влаја, каде што можеме да најдеме некој решение за гостите кои што ќе дојдат во нивниот ресторан, во нивниот кафиш, да бидат ослободени од паркирање во 2 до 3 часа, но тоа е сепак разговор кој што ќе треба да се направи со тоа предпријатие кое што ќе ги превземе сите овие места за паркирање, односно решавање на проблемот со паркирање во Карпош. Најавивте младински центар, а на територијата на Карпош голем дел од здруженија неформални бараат и пренамена на оние стари запуштени објекти. Дали би дозволиле такво нешто и пренамена во културни центри, бидејќи дел од тие објекти имаат и спорови со приватно сопствеништво? Да, значи најпрво ќе видиме имотно-правната ситуација на терен. Апсолутно планираме еден младински општински центар во потегот на салата во местото Другарче, каде што е сместено. Добар дел од
просториите се уште не се во функција и на наше барење, но и на барење на градот Скопје е посочен тој објект како објект каде што ќе може да се инвестира за младински општински центар. Верувам дека и инвестираме и во младите, но имаме и проекти за највозрастните. Впрочем и тие се онаа категорија каде што ни ги даваат сите оние животни искуства кои што ги имале во текот на својот живот. Затоа Карпуш мора да се грижи и за немладите, но и за највозрастните. Пред малку споменавте дека ќе правите анкети, ќе ги слушате граѓаните. Исто така еден од големите проблеми на Карпуш се деталните урбанистички планови, односно градењето на секаде. Дали во иднина за се ова што се однесува на урбанистичкиот план, на локации за градење, ќе ги слушате граѓаните, дали за секоја одлука ќе излегувате, ќе правите анкета, бидејќи имаме неколку исто така спорни области во кои што се бара градење, па имаме дел од здруженијата кои бараат паркови на тоа место и слично. Добро, ние во програмата го кажуваме нашиот став во однос на ова прашање. Ќе го почитуваме јавниот интерес најпрво, но од друга страна нема да ја заборавиме приватната собственост. Мора да најдеме некаков баланс помеѓу јавниот интерес и приватната собственост. Ние ветуваме дека во секој детален урбанистички план кој што ќе биде отворен, ќе биде запазено паркирање во самата парцела за да не настане повторно хаос во паркирањето. Ќе биде запазено 20% зеленило, ќе има урбано каче за најмладите, но и урбано каче за највозрастните. Впрочем ми гледате дека во нашата програма ветуваме дисперзија на граѓанските активности кон Злокуќани, Бардовци, Касарна и Линден. Со сето она што го прави градот во моментот, со пробивањето на улица Љубијанска, со пробивањето на оние пешачки мостови два кои што ги имаме на реката Вардар, слободно можеме да кажеме дека идејата и визијата и на градот и на општината е полека да ги дисперзираме сите градежни активности кон другата страна каде што не е се уште пренаселено, каде што има можност за развиток на општината, каде што има можност за напредок. Со оваа теза, со ова решение ние ќе пристапиме на следните избори заедно со граѓаните. Господин Весковски, ова што ќе ве прашам сега не е ваша состојба. Вие во моментов не сте актуелен во советот на општина Карпуш, но претендирате да дојдете на градоначалничката функција. Затоа е важно да ја прочитам оваа реакција на независните за Карпуш кои обвинуваат дека на само 4 дена пред избори изгласаа ДУП кој во целост се протега во заштитната зона на аквадуктот, споменик кој се наоѓа на територијата на Карпуш без дискусија зошто седницата вонредна. Правен основ за свекување на вонредна седница за да се изгласа еден ДУП нема. Ова е реакција на независните за нешто што се случи на Пред 2 дена добив реакција од граѓаните и на социјалните медиуми и телефонски напореки. Реално не треба да се носат никакви одлуки во тек на избори. Тоа остава сомнешки граѓаните, но јас и со актуелниот градоначалник разговаравме веднаш. Разговаравме за актуелниот ДУП. Ова е ДУП каде што 98% се однесува на Бутел, општина Бутел и 2% 3% на општина Карпуш. Делот кој што е во општина Карпуш, согласно овој детален урбанистички план донесен пред 2 дена, е целосно зеленил. Се збори за квадратура која што е многу мала и целата квадратура се однесува на зеленило. Значи нема донесено ниту зграда, ниту улица, ниту нешто што реално не постои на тој простор. Но ке луѓето остава сомнеш поради тоа што се избори, поради тоа што сите се надпреваруваат и помалите политички партии со можеби некои работи кои што реално не се поминати на советот и како што знам од моја информација дека на советот поминал планот без никаков проблем, без никаква дискусија. Дека имала некаква дискусија и од другите политички партии тие биле прифатени. Но верувате дека ова еден дел, еден ќош од планот кој што влегува во општина Карпуш и има целосно односење на зеленил, каде што цел блок со зеленил. Но зошто во ваков период ова можеше многу порано, можеше да почека 5 дена, 10 дена, месец? Се согласувам. Секако нема, предпоставувам, уште течат изборите, уште немаме ни втор круг завршено, ако има во голем дел од општините, овој ДУП нема, а и овие паркови ова зеленило кое го најавувате, нема да почне утре да се гради. Не, нема, со сигурност нема. Но јас се согласувам со вас дека можеби требаше да се почека периодот на носењето на овој ДУП за да не остави никаков сомнеш кај граѓаните, но и актуелниот ДУП кој што е донесен може да го погледнат на страната на општина Карпуш, ќе видат дека ќошот кој што влегува во делот на општина Карпуш е целосно зеленил. На минатиот изборен циклус за локални избори, СДСМ ги доби Карпуш и Центар, а најгласни беа жителите на овие две општини против урбанистичката агресија. Некако во овие 4 години не се што бараа граѓаните се оствари, а во меѓувреме излегоа и нови планови за градежна експанзија, ќе го споменам овде само оној објект спроти Holiday Inn, што ќе се случува со општина Карпуш.
Споменавте дека ќе се шири на друга страна, што е со овој централен дел на општина Карпаш? Имаме се уште неколку спорни точки во централниот дел на општина Карпаш каде треба да се разговара заедно со граѓаните и што и да биде треба да биде искрено кажано пред нив. И заедно со нив да донесеме најдобрата одлука за општината. Но верувајте дека и ние кога влеговме пред 4 години во општината Карпаш не бевме свесни за сите оние долгови во која што беше наследена и се уште за жал во моментов денеска општината Карпаш е со блокирана сметка. Освен за плати на администрацијата и за јавните услуги кои што ги нуди секојдневно, општина Карпаш нема сопствени средства да располага. Актуелниот долг е некаде околу 4,5 милиони евра, пред 4 години беше 18 милиони евра. Сето нешто беше правено на времето, сега е платено со пари од граѓаните, но и со ние дотации кои што владата ги даде на не само на општина Карпаш, туку и на сите општини на територија на целата држава. Затоа верувам дека со едно рационално трошење на парите буџетски, со едно носење на планови кои што не влегуваат во јадрото на општина Карпаш, ние пред се во првата година веднаш мораме да излеземе од финансиската дупка, а подосна веќе во втората да правиме инвестиции во интерес на граѓаните. Така ќе постапуваме, тоа се нашите планови и во тоа ќе се придржуваме до крајот на нашиот Како мандат. функционира во моментов општината со блокирана, Со блокирана сметка до 30 милиони денари мислам дека се пари каде што не може да извршителите да ги извршат, на 30 милиони денари се што ќе влезе веднаш кога се извршува од страна на должниците кои што има должници од 2013, 2014, 2016 година. За жал граѓаните не го знаат се тоа што ние го говориме, ние пробуваме да го објасниме, но верувајте дека ние мора да најдеме финансиско решение веќе во првата година да излеземе од финансиската дупка за да можеме да инвестираме и во урбана опрема, и во урбани качиња, и во зеленило, и во паркинг простор, и во проекти кои што ги имаме ставено во нашата програма. Ви помогнаа малку во ова барање финансии од владата со оглед на тоа дека е донесен закон за фискална децентрализација на општините. Од сега ќе имаат општините малку повеќе пари од централниот буџет. Ајде сега една реална анализа, бидејќи имате увид во состојбите на општината. Ваш кандидат и пријател е актуелен градоначалник. Споменавте предходен долг од 18 милиони, а сега 4,5 милиони. Има ли реално шанси за еден мандат, зборувам за вашиот иден доколку го добиете, да ја извадите општината комплетно од долгови? Колку е тоа реално предвидување и колку е реално предвидување за тоа дека за 4 години може да се остави општината со една домаќинска сметка која нема да биде блокирана? Знаете што ми е жал, зашто не можам да ви одговорам искрено на ова прашање? При тоа што имате многу судски предмети каде што општината не дала решение за градба, каде што не бил испочитуван деталното урбанистички план и тие луѓе тужеле и на основните судови, тужели на апелација и можеби ќе ни стигне некое извршно решение од самиот основен од судот. Така да вие во моментов имате актуелен долг од 4,5 милиони евра, но не знаете што се ќе ви стигне од судските постапки. Што се дополнителни долгови на терет на општина Карпаш, на терет на граѓаните. Наша главна цел ќе биде Карпаш после 4 години со инвестиции во проекти, но инвестиции не задолжена општина. Тоа ќе биде наш главен приоритет во наредните 4 години. И тука мораме да се дадеме период од 4 години каде што ќе мораме сметката на општината да ја вратиме повторно во една позитива, од каде што ќе можеме да правиме инвестиции. За жал не ги знам сите оние судски постапки кои што се водат, каде што не се даде нити одобрение, каде што сме го испочитувале гласот на граѓаните. Колку се такви од прилика? Па не знам, многу судски предмети има. Значи многу пати слушам и на дебативе дека општина Карпаш има и судски предмети, има многу пари давала за извршител, многу пари давала за судски предмети, но тоа за самите граѓани треба да знаат дека се предмети кои што се актуелно се водат против општината, поради тоа што не е испочитувано некакво право. Тоа право како станува збор за тужби против општината за недавање дозвола, одобрение за градба? Да, дел се за недавање дозвола, дел се за паднати дупови, дел се каде што ние не сме го испочитувале дупот до крај, односно не сме дале дозвола согласно дупот. Тие луѓе се тужеле и ќе добијат сега извршни решенија кои што мора да се спроведат од страна на општината. До овој момент за она што знаете барем за оние решени случаи, колкав е трошокот за ова што го зборувате? Трошокот на општината? Трошоците реално не можам да ви ги кажам, но знам само за предмет близу хотелот Александар Палас, каде што е вцртана маркица за бензинска пумпа. Таа бензинска пумпа не е дадена од страна на општината и предметот кој е странката која што го поведува самиот спор веќе има извршно решение, односно дополнено околу 5 милиони евра бар оштетување од страна на општина Карпаш. Ова се реални работи кои што мораме да ги решиме во наредните 4 години. Ке ги слушате ли внатре во Советот и гласовите на оние кои најмногу се борат против оваа градежна експанзија? Апсолутно секој кој што ќе биде застапен во Советот ќе носи одлука во полза на граѓаните на општина Карпаш. Најубаво е сите одлуки да бидат донесени со консензус
да има гласање и од страна на нашите и од страна на опозицијата, од страна на помалите политички партии, од страна на невладините организации, кои што може би ќе влезат во советот. Затоа велам дека Ве прашувам бидејќи оние малку кои ги имаше сега во општинските совети кога реагираа, не им беа услишани реакциите. Не знам за тоа што точно реагирале во тој момент, ја ви велам дека би сакал сите одлуки што ќе се донесат во општина Карпуш да бидат со консензус донесени и од страна на СДСМ, и од страна на другите политички субјекти во самиот совет. Песковски, при крај сме на емисијата, нешто што исто така се наметна во предизборието и во оваа црна кампања која што се води. Ке признаете дека има голем број негативни кампањи и обвинувања, особено во предизборие и кога има волку многу кандидати, но тоа е највпечатливо можеби кај најголемите политички ривали СДСМ и ВМРО. Пред почетокот на кампањата од ВМРО ве обвинија вас, директор на водовод и канализација, за наместен тендер од 300.000 евра за водоводна мрежа на улицата Варшавска. За наместен тендер, не за наместен тендер, туку започната постапка пред време, пред тендер. Пред тендерот. Да, значи тоа е популистички атак од страна на ВМРО ДПМН пред самиот почеток на кампањата. Сите ние решенија, сите оние одобренија, сите дозволи беа доставени веднаш уште пред ВМРО да ја потегне самата иницијатива и до јавното обвинителство, и до организиран криминал, и до Бирото за судски вештачења, така да верувајте дека таа водоводна канализациона мрежа која што во моментот постои на улица Варшавска е направена после сите оние бетонски чудовишта кои што ВМРО ДПМН ги остави и од левата страна на улицата Варшавска, но и од десната страна на улицата Варшавска. Вели дека се е кај надлежните институции? Да, веднаш. Душко Весковски, благодарам што бевте денешен гостин на утринскиот брифинг. Уште денеска и утре политичка кампања, предпоставувам бурни агенди, сабота е молк. Александар, во недела излегуваме на гласање. До крајот на денешниот брифинг останаа само уште едно информативно издание. Утре секако и крајот на неделата ќе го заокружиме исто така со предизборно представување на други општини, како што кажав, утре е последен ден и кога можеме да го правиме тоа како медиуми.